Замисли ме нападна некоја фока, тоа ќе биде пресмешно. Hello, јас стигнам во собата. Outfit check не ви направив. By the way, носам буквално чизми. Со истеве овие чизми треба се качувам на планини, водопади и така натаму. Ама затоа што ни го откажа летот за покасно, да ви покажам мојата хотелска соба во Франкфурт. Како се викаше? Франкфурт. Многу ми се допаѓа затоа што гледај го сега ти ова. Ова ми е креветот, така? Мислиш дека е некој обичен кревет? No, затоа што јас можам да си ја менјам бојата на креветот. Као ти ми кажуваш на мене дека јас ако сакам креветот да ми биде црвен или розов како црвен. Можам да направам црвен? Знаете ли колку сум уморен? Ишто очекував дека ќе ни го откажат летот, but it's okay. It's okay, се случува пошто секако Исланд обично знае да има невреме, пошто таква дестинација е ладна дестинација, врнежлива, дува ветер, врне снег, and it's okay. Било кога и да ти е откажан летот за покасно, авиокомпанијата со која што леташ има право, усари не е задолжена, не дека има право, задолжена да ти букира смештај, да ти букира превоз и се тоа и буквално летот ми е утре сабајде. Which is fine. Јас многу се сакам Германија. Чека ти покажам погледот што го имам. Види. Чекај купатилото да видам, што го немам видено купатилото. Сладко, шарено е. Oopsies. Whole time. Ајде да видиме што ми треба. Прво имаме јаболко. Имаме сопче, некоја. Cool. Аха, клуб сендвич. Мириса убаво. Sorry? Фала некој ми тропна на врата, стои да видам. Yes. Јас сум од Македонија, не бев сигурна дали си ти се Знамо, од Македонија. Бевме доле и мало свечна ја заварила. Не, фала многу. Некогаш бе гледам са исчезниста. Викам Викам чекай, морам да окажам мојот човек. Како ми израдува, чекай, тука живееш? Да, на тука сум. Како е тука? Па супер. Дали ви е толку фиго? By the way, многу често се случува веќе на патувањава кај да отидам сега да ме препознават луѓе, не да се флексам. Искрено и за флексање, бе брат. За флексање. Ме препознал Франкфурт. И ми даден бланко, мали изненадување. Но, ова едно поздравче за тебе. Среќа си носам динав снакс и сакам на Кристина да ги однесам долу у лоби. Она ми изненади со благо, па и јас сега. Возбуден сум затоа што буквално слетуваме и има турбуленција. Кажи поздрав за моето влогче. Hello! Први импресии од времето, дали е ладно? Па е ладно, мислам, не е кој знае колку ладно, ама е ладно. Ова е најмалата, но и најсладката соба во која што имам престојувано во животот. Ова е се. Буквално. Два кревети, мало плакарче, ова е влезната врата со мал ходник, тада купатилот. Но нешто за кое што многу се радувам и што мислам дека ја прави оваа соба епна специјална е погледот што го имам. Ова е мојот поглед. Дали ти се верува? Таму е морето. Јас сум многу гладен и тоа не е ништо ново, пак идам до маркет да си купам некои работи, затоа што според мојот ресерч прескапо е. Не зафркавам прескапо е. Па ќе те носам со мене у маркет да видиме како се движат таму цените. Не можев многу да снимам внатре, ама изнапазарив. Ко многу работи земав. И тука имаат како и кај нас бин, ама болт е, болт. Honey, I'm home. Ајде видиме што сум направил.
Ова е сметката, имам потрошено 6227 корони. Тоа е отприлика над 2500 денари. Ама тоа е исто кој еден оброк да си зјам тука, пошто толку им се движат цените за оброците, ама јас имав повеќе работи. У Верода пазарев у Скопје, што Веро е најскап маркет од сите, немаше толку да излаза. Имаме некој си чуден чипс, најдов, направен од сина пченка. Што е да значи тоа? Ова некако како кровна нешто беше. Зимав некој сендвич, немам појма што има некој клуб сендвич. Стварно немам појма што е. Пошто ништо не можам да разберам. Кјуклинглугер. Други некои сендвичи со тортилја, со не знам што, со јајца, со... Ова ми беше преонака интересно, чоколадо, ко вулканско чоколадо, што и тоа да значи, карамелизирани ореви. Елефант, најдов елефант, ама чоколадизирани. Узел сам банане, знаеш мора да се храниме хелти. Кога сме на тема веќе хелти, земав и 2 протеински бара. Што да нападнам прво? Мислам дека најхелти изгледа ова. Да, не е лоше, али не е порше. Мислам дека треба да ги измијам рацете, не е лоше идеја да го направам тоа. Омага нямам шампон. Мајка ми цело време вика, пени се не пени, пари сам дао. Така што, ми се свига, не ми се свига, морам да го јадам. Пари дадов. Дојдовме кај ова позната катедрала, ама толку многу дува, што не можам ни слика да направам. Само свет дува. Ја завршуваме турата за денес низ Рекјавик. Посетивме многу вака знаменитости, многу беше забавно, ама и многу студено. Па и жешко, па и врнежливо да се пак врне, па сонце грее, па не знам што се случува. Good morning! Денес е втор ден во Исланд и сега одам да доручкувам. Немам појма што има за доручек. Инаку е како изгледа холот на самиот хотел. И тука е лифтот. Сакам да има јајца. Јајца. Колку би сакал сега јајца да јадам. Најдов јајца. И веќе чекам да јадам, дури 5 си земав, до толку сум возбуден. Валјда конечно нешто ќе ме најаде во животот. Замисли ме нападна некоја фока, тоа ќе биде пресмешно. Седавме тука кај овие како карпи и кажи ми дека ова не е магично. Ми се пријаде благо, пак се земам од моите палачи. Многу се добри, многу. А ги немаш пробано, прво ги кажи ми мислење. Ова никогаш не мислев дека ќе го кажам гласно, ама ова е првата држава која што повторно би сакал да ја посетам повеќе пати. Дури би живеел тука. Знам дека е нетипично, знам дека обично луѓе се као Исланд. Многу мир ми дава, затоа што е многу фокусирана на минимализам. Културата им е таква, луѓето буквално не се гласни, многу се културни, нема многу коли. Пошто ми е малку хаос во Скопје, ова ми дојде од кет на 10 буквално. Сега каде одиме? Сега одиме до Плава лагуна, што ќе се бањаме во термални води. На отворено небо и тоа надвор најверојатно ќе има околу нас снег. Јас сум многу возбуден, окей? Инаку ова е Лидија. Хај. Ќе одиме да видиме што како се случува. Денес е последен ден. Сите сме тажни дека ќе заминеме.
Баш се збориме дека пак би дошле. Стигнав на лагунот, ставив фейс маска, тука има пијачки, може се да си земеме. Знаеш, најинтересно е тоа што буквално надвор е преладно, овде е претопло и е баш убаво. Многу е кул што се погоди сам ден Великден. Јас да сум тука, буквално на Великден сум тука. Така што ќе си земам нека пијачка, ќе си уживам и полека ќе се бањам и ќе кренам кон аеродром, се враќам дома во Македонија.